Добар ден, како што веќе најавивме во самиот дневник, започнуваме со Контакт Плюс, а денес тема на дневен ред е зошто право на живот. Зборуваме за абортусот, зборуваме за сите парови, за сите млади луѓе кои што се справуваат токму со оваа тема, со овој случај. Како да се заштитиме, зашто на некому да обезбедиме право на живот, зашто да се одлучиме да се информираме пред се што значи абортусот и пред се што значи родителството. Денес со мене имам одличен соговорник, тоа е господјата Светлана Јованова, директор на Лидија Срце што чука. Добар ден. Добар ден. Интересна тема. Интересно е тоа што ваква организација функционира во Македонија и тоа од 2012 година. Интересен е и податокот дека веќе луѓето се информираат што значи тоа, дека постои ваква организација и дека има начин на кој што може да се информираат и да си помогнат себе си, но и да помогнат на нешто што утре може да се гордеат и со сигурност ќе се гордеат. Ајде ќе започнеме од почетокот, од зародишот. Која беше желбата, каква беше желбата, иницијативата да формирате ваква организација? Па, видете, околу мене некако во тој период 2010-2011 година почнав да среќавам премногу луѓе, премногу жени кои што направиле абортус или пак се со непланирана бременост, бараат некаков излез, бараат решение, бараат со некого да разговараат. И кога направив некое мало истражување, сватив дека всушност во Македонија па и нема со кого да разговараат, освен да речеме со некои психолози или пак социјални работници, на кои што па понекогаш дури не им е грижа со што всушност се соочува таа жена. Сватив дека можеби е време за еден ваков чекор и пред се тоа еден чекор на вера, затоа што сепак ние сме по-традиционално општество, кај нас абортусот се уште е табу тема, посвојувањето се уште е табу тема. Тоа се теми за кои што воопшто не се разговара ни во самите домови, ни пак надвор од домот, а жените конкретно се соочуваат со таква потреба да најдат некој со кого што можат слободно да разговараат, слободно да постават прашања што се случува со нивното тело, што се случува во текот на бременоста, кои се можностите што тие ги имаат, какви решенија треба да донесат, која треба да биде нивната одлука и бараат со некого да разговараат, но некој кој што нема да ги осуди за да речеме конкретно за размислувањата што ги имаат дали да абортираат или пак да го задржат бебето, некој што ќе ги прифати такви какви што се и пред се ќе им понуди помош, ќе им понуди разговор и ќе им понуди прифаќање. И сватив дека можеби е време да јас да го направам тој чекор на вера и да ја започнам оваа организација Лидија Срце што чука. Околу мене во моментов имам одличен тим кој што перфектно функционира, така што сме во можност на жените да им понудиме она што тие го бараат. Така, оваа организација започна да функционира во Штип, тоа е интересно, сега се прошири и во Скопје. Па ајде малку околу тоа искуство. Зошто баш центарот да беше Штип и какво е вашето искуство со источниот регион? Па, со оглед на тоа дека потекнувам од источниот регион, јас по потекло сум од Кочани, иако долго време веќе живеам во Скопје, сепак премногу работи се случуваат во Скопје. Се што се започнува во Скопје, а понатаму од Скопје тргнуваат да се шират на низ цела Македонија. Јас решив да го направам токму спротивното, да видиме како ќе функционира во една помала средина, за понатаму да можеме да се шириме и во поголемите градови. Штип го одбрав како центар затоа што е регионален центар во Источна Македонија и според некои статистики после Скопје беше втор на листата по број на абортуси во Република Македонија. Тоа не се значи само на жени кои што живеат овде во Штип, тоа се на жени од поголемиот дел од Источна Македонија. И затоа го избрав Штип како почетно место за Лидија, затоа што можеме преку овој регионален центар овде да се досегнеме до жените од поголемиот дел од Источна Македонија. Само да споменеме дека ваквото советување е задолжително со закон. Значи секоја жена која што ќе побара да спроведе абортус мора да помине и кон советување. Сега вие вашата организација нуди еден друг пристап на советување, малку по пријателски, по добронамерен, не чисто психолошки. Вие имате склучено договор со клиничка болница во Штип, така што вашиот тим кој што функционира овде директно знае која жена како
ете пристапила, побарала абортус. Каква е фреквентноста? Дали се повеќе жени се осудуваат кон овој чин? Па, зависност од периодот. Има периоди кога има повеќе жени кога доаѓаат да бараат интервенции, има периоди кога воопшто нема жени. Најчесто се случува да речеме после празници кога луѓето малку повеќе се опуштаат да дојде оној некој поголем бран жени кои што ќе се соочат со непланирана бременост и тоа за нив е шок. Воопшто не планирале токму во тој период од нивниот живот да останат бремени. Сега ова им се случува, не знаат што да прават и веднаш прво што им доаѓа на памет или прво оно што го сугерираат нивните матични гинеколози е абортус. Што воопшто не треба да биде така. Треба на секоја жена да и се објасни дека абортусот не е единственото решение што таа го има, таа може да избере и да стане мајка. Всушност таа е мајка во самиот момент кога во нејзе ќе се зачне еден нов живот, таа може да избере, значи да го задржи бебето, да го чува или пак да го задржи и понатаму да го даде на посвојување. Но некако кај нас постои таа тенденција кога некој ќе спомне дека е непланирано бремена, веднаш да се сугерира абортус, што е сосема погрешно. Токму затоа ние имаме многу жени кои што кај нас доаѓаат, но и ги среќаваме на улица, жени кои што разговараат со некој од нашите жени и кажуваат камо да имаше некој со мене да разговара, кога јас бев непланирано бремена, јас немаше да се одлучам да абортирам. Но во тој момент јас бев исплашена, бев сама, немаше никој покрај мене и тоа ми беше понудено како единственото решение и јас тоа го избрав затоа што не знаев за поинаку. Так. Но сега да речеме конкретно со законот кој што пред 3 години беше донесен, во законот стои дека секоја жена пред да пристапи кон абортус мора да има задолжителен ехо преглед, задолжително советување и задолжителни 72 часа период за размислување. Во тие 72 часа покрај советувањето таа има време навистина да размисли што ќе направи. Затоа што да се уништи тој човечки живот во незината утроба не е лесна одлука, не е едноставна и оној што мисли дека секоја една жена која што се одлучила на абортус го донела тоа онака, затоа што така сакала, не сака поинаку, тоа не е едноставна одлука. И тие жени на вистина подоцна ќе се соочат со последици, особено со емотивни, психички последици од самиот чин на абортусот, но во моментот мислат дека тоа е најдоброто решение што можат да го донесат за нив самите и за нивното семејство. Дали сметате дека абортусот е табу тема, поточно и зачнувањето на непланирано дете дека е табу тема тука кај нас? Дефинитивно, затоа што кај нас кога ќе се спомне за абортусот сите се оградуваат. Имаме многу луѓе кои што и немаат конкретен став по однос на абортусот, дали се за или против абортусот, дали се за или против правото на живот. И како и да не сакаат да оформат став затоа што подоцна можеби ќе се најдат во ситуација кога треба да го одбранат тој став, а не знаат со каков соговорник ќе се соочат, па можеби нема да имаат доволно аргументи да го одбранат ставот за живот или пак ставот за абортусот. И затоа најдобро е таа тема да се стави на страна, воопшто да не разговараме, а и она што не го знам не може да ме повреди, така што тие информации кои што се нудат таму за абортусот, за последиците, за ризиците, можеби е подобро и да не ги знам, затоа што потоа нема да морам јас да ги бранам моите ставови. Така, да споменеме дека 2015 година и првите 6 месеци од 2016 година вака се спасени на 30 дечиња. Значи 30 дечиња се родени како знак на постоењето на вашето советувалиште и на родителите кои што се охрабриле сепак после се да го зачуваат своето бебе. Какви се импресиите? Имаме овде и фотографии кои што се навистина причинуваат, ние ќе ги погледнеме среќа, а предпоставувам многу поголема среќа и радост и за вас како организација, а пред се за родителите. Верувајте ми, секоја жена што ќе дојде кај нас има своја приказна. Пристапот секогаш е исти, ние пристапуваме со љубов, со прифаќање, без осуда, без наметнување на ставови. Ние едноставно сме овде за нејзе, да ја сослушаме, да ја помогнеме со информации, да ја помогнеме да го донесе најдоброто решение за нејзе. Воопшто нема никакво влијание, наметнување, она што некој го нарекува дури перење на мозок. Значи, жената е таа која што одлучува што ќе направи со својата бременост. Но и покрај многу ситуации, перипети,
диабети, семејни проблеми, притисоци од дали од брачниот партнер, од таткото на бебето, од поширокото семејство. Многу од жените дури решиле да се спротивстават на се околу нив и да се одлучат да изберат живот за своето бебе. И интересно е кога ќе се види кога да речеме конкретно една самохрана мајка која што знае дека пред неј се предстои еден тежок период, пред неј се предстојат премногу предизвици за кои што воопшто и не е ни сигурна дека ќе може да ги совлада сама, таа сепак решава да му даде шанса на своето бебе да ја доживее светлината на денот и да се роди. Тие самохрани мајки конкретно се примери како може една девојка да се спротивстави на целата околина, но на размислување дека ако е самохрана мајка, можеби нешто не е во ред со нејзе, но всушност таа е мајка борец, мајка херој, која што со самата насмевка на своето дете, таа верува и знае дека е донела најдобрата одлука. Имаме ние ситуации каде што една девојка беше кај нас на советување и ние не знаевме што одлучила. И во денот кога дознавме за една жена која што прво одлучи за живот, но подоцна поради притисокот на семејството се одлучи да ја прекине бременоста, тоест да абортира. Во тие моменти кога ние жалевме за тоа бебе што беше изгубено, оваа девојка ни се јавува и ни кажува: да не бевте вие, јас ќе абортирав. Но поради тоа што вие ме прифативте мене и бевте покрај мене, јас одлучив да го задржам своето бебе и пред неколку дена станав горда мајка на синче. Тоа се тие моменти за кои што верувајте ми, сите предизвици што ги имаме и сите проблеми и фрустрации понекогаш вредат, затоа што насмевката на тоа дете, кога подоцна ќе ги посетиме нашите мајки, кога ќе го земеме тоа бебе во нашите раци, вреди. Јас верувам дека вреди и за самата жена која што одлучила за животот и за оние околу нејзе, затоа што сме биле сведоци каде што тотално раскарани семејства, еден со друг не сакаат да се видат, не сакаат да разговараат. Едно мало бебе кое што тежи 3 килограми и долго 50 сантиметри, успева да го зближи целото семејство и сите да ги донесе на едно место. Кога не може возрастен човек тоа да го направи, едно мало бебе успева сето тоа да го направи. И ниту еднаш тие мајки не зажалиле за одлуката што ја донеле за живот. Ете имаме повеќе фотографии кои што ќе можеме да ги погледнеме. Интересно е тоа што ете повеќе од 25 жени станале мајки поради тоа што имаме интересни случаи каде што се родиле и близначиња. Да. Интересно е тоа што родителите сакаат да ја споделуваат приказната понатаму, затоа што осетиле бенефит, односно од ваквото советување научиле многу и самото родителство значи дека треба сите кои што имаат можност, имаат дар од Господ, да го тоа доживеат и да овозможат живот. Јас предлагам да ги погледнеме фотографиите. Овде се близначињата. Да, конкретно ова се Јана и Илина. Ние не ги откриваме вистинските идентитети на нашите мајки, ниту пак на нашите бебиња, можам така слободно да речам, затоа што сепак ја почитуваме нивната интима, ги почитуваме нив како личности и не сме обврзани да даваме податоци, но сепак имаме дозвола да ги прикажеме сликите од нивните бебиња кои што се резултат на советувањето што тие го добиле кај нас. Јана и Илина сега се прекрасни две девојчиња кои што растат со своето семејство. Имаме уште еден пар близначиња, ние ги крстевме Лука и Лидија. Пред некој ден се слушнав со мајката на Лука и на Лидија, кажа дека Лука веќе оди, иако нема полна година, сепак тој навистина е она вреден дечко, почнал веќе да оди, ама затоа Лидија зборува, така што тука некаде се надополнуваат и верувајте ми, во таа куќа никогаш не е досадно. Кога се слушнавме со мајката, можев да ги слушнав нив двајца во позадина, како нормално и помагаат, вадат чини од куина, вадат облека од фиоки, нормално за да не биде досадно, мора цело време да трча по нив. Но таа мајка, секогаш кога ќе се слушнеме со нејзе, секогаш кажува дека ако ги абортирала близначињата, ќе била најголемата грешка во животот што ќе ја направила. А сега ја има поддршката од нејзиното семејство,
ја има поддршката од нејзините други деца што ги има, ја има поддршката од својот сопруг, за да може комплетно да им се посвети на Лука и на Лидија и да ги израсне во вистински личности. Деца кои што утре, кога можеби другите две ќе си заменат на факултет или ќе се омажат, ќе се оженат, овие две се уште ќе бидат овде дома да и го прават денот повесел. Имаме ситуации каде што родителите одбрале да го зачуваат бебето, одбрале живот, но поради можеби страф од околината, или тоа едноставно нивна одлука, не сакаат понатаму да контактираат со нас и ние го почитуваме тоа, затоа што сепак тоа е нивна одлука, ние сме овде само да им... И доколку и понатаму им е потребна нашата помош, знаат дека можат слободно да не контактираат, воопшто нема да бидат одбиени за било каква помош, затоа што како центар, освен она советување, можеме да им понудиме и материјална помош на нашите семејства, затоа што понекогаш иако ги наведуваат финансиските причини како една од причините зашто сакаат да абортираат, велат дека немаат пари да купат количка, немаат пари да купат креветче, другите деца веќе тоа да. Најголемиот предизвик всушност им се пелените што мора секојдневно да ги купуваат, да ги менуваат, а не се поприлично ефтини. Па ние како центар и овде ускокнуваме во помош затоа што добиваме донации во памперс, влажни марамчиња, креветчиња, колички, па можеме сето тоа понатаму да го донираме до нашите семејства. Ете, значи нашите гледачи кои што имаат можност и сакаат да донираат и да направат еден убав гест, може да се обратат до вашата организација и да видат на кој начин, како можат да помогнат на многу семејства. Што за вас како организација значат овие повеќе од 30 бебиња родени во последните 18 месеци? Јас лично сум горда на секој едно од нив. Кога беа 3-4, ги знаевме сите по име, кога се родени, целата приказна. Сега како што се зголемува бројот, се подсетуваме една со друга во организацијата, која беше Софија, кој беше Марко, а Павле, затоа што се зголемува бројот на деца, а ние во центарот во Скопје имаме нацртано дрво на животот. И на тоа дрво, на гранчињата, секогаш кога ќе се роди ново бебе, го запишуваме неговото име и месецот на раѓање и верувајте ми, на нашето дрво остана уште многу малку место. Кај да ќе треба или да нацртаме уште едно дрво или пак две дрва, па да ги поврзуваме со жици, затоа што секогаш кога ќе треба да закачиме ново име на дрвото на животот, за нас представува навистина посебен момент, затоа што тоа е уште еден спасен човечки живот и не е само животот на бебето. Со самото спасување на тоа бебе се спасува целото семејство. Се спасуваат и идни генерации, затоа што тоа бебе утре ќе има сопствени деца. Неговите деца ќе имаат сопствени деца. И овие конкретно 21 бебе од минатата година се всушност една цела паралелка на прводеленчиња, кои што за 6-7 години ќе тргнат во училиште. Иако може би се распрскани низ цела Македонија, сепак тоа се 21 нова генерација, која што ќе продолжи да живее, да обстајнува во оваа држава. Тоа е една нова генерација на која што останува иднината на оваа држава. И тие самите ќе имаат свое потомство, што понатаму значи... Токму така. Никогаш не знаеме. Може би од тие 21 или 36 колку што се досега се идни председатели, идни премиери, идни наставници, музичари, истражувачи, научници. Никогаш не знаеме тоа дете во што ќе израсне. Ама само затоа што родителот избрал да му даде шанса, ние веруваме дека тоа дете пред се ќе израсне во една здрава и вистинска личност. Така. Овде ќе ги повикаме и нашите гледачи кои што имаат прашања да се вклучат на нашиот отворен телефонски број 399-388, повикувачки број за Штип 032, а ние ќе направиме кратка пауза со блок на реклами, виднаш потоа се враќаме во студиото и објаснуваме што всушност значи абортус.